Саботно издание на регионалните вести. Добро вечер. Тетовско семејство се жали дека било измамено од познат тетовски адвокат против кого има донесено пресуда за кривично дело измама. Но пресудата на Основниот суд Тетово никако да се изврши, обвинува семејството. Томо Томовски заедно со неговото семејство 10 години со куп документи талкаат несудските лавиринти, барајки да се изврши пресудата против познат тетовски адвокат. Тој се товари за измама тешка 300.000 евра. Во 2006 година, како што стои во пресудата на Основниот суд Тетово, успеа да изманипулира мојата баба и да иземе подпис кој го искористил за полномошно за продажба на незината куќа, вели Томовски. Адвокатот по продажбата ги зема парите на оштетената страна и исплаќа само 20.000 евра. Советување дека останатите пари ќе им ги предаде за краток период, но и по една деценија не сме виделе ниту денар од нашите пари, вели Томовски. Бабава нега повикува на кај нотар. Еден точак не можеш да префрлиш ако немаш лична карта или собственик да се јави. Они сами подписот сами го извршиле. Примо предаја за парите. Дава 20.000 на бабата евра, наводно као капар, ќе и донеса пријателите од Загреб. Не са дојдени. Од тогаш ни документи, нити ништо. Моравме преку полиција да интервенираме. Не повикае после 3 дена кривична пријава да му поднеле. Од тогаш 200 пати сме биле и у суд, и тужбе, не вреди. Адвокатот ја обжалува пресудата за кривичното дело измама до апелациониот суд. Оттаму го враќаат предметот на повторно судење, со образложение дека адвокатот немал доволно средства да ги исплати парите за период од 5 години, како што стои во пресудата. Но пресудата на Основниот суд Тетово, донесена на 30 мај 2009 година за кривично дело измама, станува правосилна наредниот месец, а во месец мај извршна. Во пресудата стои дека адвокатот е условно осуден 1 година затвор и оваа казна нема да се изврши, ако истиот во рок од 5 години им ги врати парите на оштетената страна. Но и по поминати 9 години, ниту пари сме виделе, ниту адвокатот лежел во затвор, вели Томовски. Сме се жалели до повисоките судски институции, но и тие ништо не презеле. Дури и судскиот совет на Основниот суд Тетово ја потврдил пресудата и ја отповика условната осуда, но и оваа одлука не се спроведува, вели тој. На извршители даде едно друго вика дека нема ништо од тоа, нема покритие, нема у катастар нема на негово име ништо. Имало забрана у банка. Од Основниот суд Тетово и по 2 недели чекање не успеавме да добиеме одговор, зошто не се спроведува правосилната пресуда против адвокатот, кој се товари за кривично дело измама. Семејството Томовски веќе имаат одлучено правдата понатаму да ја барат во меѓународните институции, во домашните, како што велат, повеќе немаат доверба. Стојановски беше политички активен преку Демократската партија на Македонија, која постоеше и ја раководеше од 1991 до 2006 година. Беше пратеник во еден мандат од 1994 година, а во 2 наврати учествуваше во изборот за градоначалник на Тетово. Министерството за внатрешни работи соопшти дека се поднесени пријави за 4 лица од Тетовско и Гостиварско, осомничени за приредување игри на среќа без лиценца. Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при МВР поднесе 4 кривични пријави до обвинителствата во Тетово и во Гостивар против лицата 55-годишниот АХ од Тетово, 32-годишниот ДМ од село Камењане Тетовско, 49-годишниот АЧ од Гостивар и 48-годишниот Алја од Тетово, заради постоење основано сомнение дека сториле кривично дело приредување на игри на среќа без лиценца, односно дозвола од надлежен орган. По претходно изготвен оперативен план, припадниците на МВР заедно со екипи на Управата за јавни приходи извршија контроли во повеќе спортски обложувалници на подрачјето на Тетово и Гостивар, меѓу кои спортска обложувалница на улица Маршал Тито во Тетово, собственост на пријавениот АХ. Спортска обложувалница во село Камењане, општина Боговиње, собственост на пријавениот ДМ, објекти во угостителска функција чајджилница на улица Браќа Џиновски во Гостивар, потоа нерегистрирана спортска обложувалница, собственост на пријавениот АЧ и спортска обложувалница на улица 132 во Тетово, собственост на пријавениот Алја.
Управата за јавни приходи записнички констатирала дека пријавените приредувале игри на среќа без регистрирана фирма и без лиценца во просториите кои што ги користеле. При тоа изготвени се записници за извршената контрола и донесени се решенија со кои се забранува приредување игри на среќа во деловните простории кои ги користеле пријавените во трајање од 30 дена. Исто така одземени се предмети од пријавените парични средства вкупно нешто над 50.000 денари, затекнатата документација, ливчиња за уплата, уплатени тикети, билети за обложување и друго, како и 19 телевизори, 13 монитори за компјутери, 11 куќишта од персонални компјутери, 6 апарати за издавање тикети, 4 принтери, 2 читачи за тикети и 1 мал принтер за тикети. Доследни на својата замисла од пред неколку години, стоматолошката ординација Симбел Дент и оваа година за своите најмали пациенти организираше предновогодишна забава. Посебна радост за нив е присуството на Дедо Мраз, кој наместо пакетчиња им подари пригодни подароци кои ќе им помогнат на децата во заштитата на забите, а ги обезбеди ординацијата. Со цел една поинаква средба со стоматолозите во празнична атмосфера, без да се плашат од белите мантили. Стоматолошката ординација Симбел Дент за најмалите пациенти денес ја организираше традиционалната предновогодишна забава. На неа децата имаа можност да се забавуваат на новогодишни песни, да се дружат со докторите, а во импровизирани услови играа и голф. Како секоја година традиционално, значи по нешто сладко за сите дечиња, некој чоколадче, некој колаченце, малку грицки, малку сокче. Дечињата повеќе се заинтересирани за играњето и за дружењето отколку за благото, меѓутоа секако ние како добри домаќини да ги послужиме. Пред Нова година е дозволено да се јадат сладки и после тоа да се измијат забите. Поради тоа, од ординацијата Симбел Дент сите ќе добијат помал подарок во кој што се содржат четки за заби и пасти за заби и по некој мал друг додаток, некоја играчка, така за да можат децата да ја осетат новогодишната атмосфера и од кај нас поддржана. Идејата за оваа забава потекнува од пред 5 години и децата веќе секоја година во овој период ја очекуваат. Посебна радост за нив е присуството на Дедо Мраз, со кого се фотографираа, а добија и пригодни подароци обезбедени од ординацијата. Дечиња кои што доаѓаат кај нас веќе се навикнати на таа атмосфера и знаат дека ние ги каниме за новогодишна забава и дури месец дена пред Нова година веќе почнуваат они да прашуваат кога ќе биде забавата. За нив е веќе нормално во ординација да има забава за Нова година и да дојде Дедо Мраз, да им даде некој подарок. Воопшто не има нешто невообичаено. Со тоа што сакавме некако ординацијата на дечињата да им ја приближи ординацијата, дека не е само ординација во која што се поправаат заби, дека таму може и да се игра, може да има журка, да се веселат, да добијат подарок, така да дечињата да бидат по-неплашливи, значи да не се плашат од ординација и од контакт со докторите. Стоматолошката ординација Симбел Дент од Тетово постои веќе 17 години. Долгогодишното работење и големиот број пациенти е доказ за квалитетот на стоматолошките услуги кои ги нудат. Градоначалникот на општина Гостивар Арбен Таравари организираше новогодишно дружење за децата со посебни потреби од специјалните паралелки и од дневниот центар. Таравари вети поддршка и разбирање за потребите на оваа категорија деца и нивните семејства.
Во пресред на новата година, гостиварскиот градоначалник Арбен Таравари организираше новогодишна забава за децата со посебни потреби од Гостивар. Дел од дружењето беа 30 дечиња од специјалните паралелки во училиштата и од дневниот центар, кои на градоначалникот пак му подарија новогодишна честитка што сами ја изработиле. Сметавме дека убаво би било со овие деца да седнеме, со нивните едукатори, со психолозите, дефектолозите кои што работат со нив, да ни кажат што се нивните проблеми, да им кажеме и ние што можеме да организираме заедно, се со цел тие да имаат адекватен третман од општината па и од општеството во целина. Освен тоа, ја искористивме и приликата на овие деца со ситни поклони да им посакаме среќна нова година, меѓутоа и среќни други празници кои што се после новогодишни, тие што ги празнуваат. Така да една пријатна атмосфера, ќе продолжиме, ќе ручаме заедно и ќе разговараме. Дечињата добија пригодни новогодишни подароци, а се забавуваа со музика и со игра. Имаа прилика и да го проследат настапот на младите гостиварски каратисти, подготвени од европскиот шампион во карате Берат Јакупи. За дневниот центар за деца со посебни потреби, општината подари слика со символика на еднаквост и заедништво. ВМРО ДПМН денеска во Валандово на вонреден конгрес го избра Христијан Мицковски за нов претседател на партијата. Тој беше единствен кандидат за претседател на ВМРО ДПМН. Досегашниот лидер Никола Груевски, кој беше 14 години на чело на партијата, ја доби титулата почесен претседател. Тој во обраќањето истакна дека жали што конгресот се случува во емотивни и невообичаени околности, кога партијата истовремено нападната однадвор, но и под внатрешен притисок и неразбирлива реакција од неговите членови. Јас сум водач на партијата цели 14,5 години, во кој имавме 10 изборни победи поред и еден пораз под околности кои беа далеку од регуларни. Во овие години на успеси и напредок се вложив целиот и сето мое време, сила и енергија за партијата и за државата, откажувајќи се од слободното време и од многу животни попријатни можности, запоставувајќи го семејството и моите деца, изложувајќи се енормно на многу стресови, клевети, навреди, омаловажувања и непријатности, но останав цврст и стабилен и при најтешките удари. И тешко ми паѓа. Зборуваат секој ден дека ќе искоренат корупцијата и криминалот, а криминалот и корупцијата растат, токму потикнати од нив. Денес, како никогаш досег ни е потребно единство, кое ќе ги стави настрана сите негативни работи. Единство кое ќе не обедини и ќе не однесе во победа. Единство кое преку враќањето на ВМРО ДПМН на власт ќе ја врати и посветеноста, работата, грижата и одговорното и отчетно работење во Македонија на една власт. Дел од истакнатите партиски кадри го бойкотираа конгресот на кој имаше кворум за работа. Непосредно пред почетокот на настанот во Валандово, двајцата истакнати членови на ВМРО ДПМН и експонирани пратеници Антонио Милошовски и Илија Димовски соопштија дека нема да присуствуваат на конгресот. Милошовски рече дека немало да оди на конгрес во чиј демократски капацитет се сомневал. Димовски пак на социјалната мрежа Facebook напиша дека нема да учествува на конгресот, оти раководните лица и органи во партијата не создале и не овозможиле услови за демократски конгрес. Повеќе луѓе се повредени во синоќешната несреќа во близина на австриската престолнина Виена, откако два воза се судриле и излетале од шините. На местото на несреќата за експресно кратко време пристигнале екипи на итна помош, пожарникари и полицајци, но поради тежината на судирот извлекувањата на повредите биле отежнати. Роман Хаслингер, портпарол на австриската железничка компанија ОВВ,
изјави дека патничкиот воз Railjet, со кој во моментот на несреќата се возеле 30 лица, се судрил со регионален воз кој што бил празен, а после судирот возот излетал од шините. Несреќата во која што двата возови се судриле се случила во близина на станицата Крицендорф, северно од Виена, во 18 часот по локално време. Како што пренесуваат австриските медиуми, во железничката несреќа биле повредени најмалку 20 лица. Американските власти уапсија еден човек кој планирал терористички напад на Божиќ во Сан Франциско, објави телевизијата ABC. Според FBI, тој е жител на градот Модесто, Калифорнија, именуван како Еверит Джеймсон. Тој имал намера да изврши напад на кеј во северната област на градот, кој е популарен меѓу туристите и има многу продавници и разни забавни локации. Джеймсон бил таму претходно и знаел дека таму е преполно со луѓе, се вели во извештајот за неговото апсење. Советот за безбедност на Обединетите нации изгласа усвојување на нови и поостри санкции против Северна Кореја како одговор на нивните балистички проби. Пјонгјанг е веќе под режим на санкции од САД, Обединетите нации и Европската унија поради спорната нуклеарна програма. Кина, која е главен сојузник и трговски партнер на Северна Кореја, исто така гласаше за нови санкции. САД вчера предложија нацрт резолуција за јакнење на постоечките санкции кон Северна Кореја, кои ќе вклучуваат забрана за извоз за 90% од нафтените производи, како и враќање на сите државјани на Северна Кореја кои работеле во странство во рок од 12 месеци. Во нацрт резолуцијата во кој увид имаше агенцијата Associated Press се предлага забрана за извоз на прехранбени производи, машини, електрична опрема, земја и камења од Северна Кореја. Со резолуцијата се забранува извоз на индустријска опрема, машини, транспортни возила и индустријски метали од Северна Кореја. Најмалку 90 лица исчезнале во свлечиштата и во поплавите кои ги предизвика тропската бура Тембин на југот од Филипините, соопштија официјални лица. Во поплавите се најмногу погодени покрајните Ланао дел Норд и Ланао дел Сур на полуостровот Замбоанг, наведува агенцијата Associated Press. Во тек е акција на спасување на 30 жители на рибарското село Ануанг кои исчезнале во поплавите, а досега се пронајдени 5 тела. Илјадници луѓе се евакуирани, а големи гужви се забележани на аеродромите и на пристаништата. Некои од летовите се откажани. Ракетата Falcon 9 на американската вселенска агенција SpaceX остави блескава трага на темното небо во Калифорнија, што исплаши многу американци. Falcon 9 беше лансирана од воздушната база Ванденберг, носејќи најнова серија сателити за компанијата Iridium Communications. Иако немаше никакви проблеми при лансирањето, на небото остави огромна блескава трага која се гледаше ширум Јужна Калифорнија. Жителите од Калифорнија се јавуваа во медиумите и во безбедносните служби затоа што беа збунети и исплашени од несекојдневната гледка. Многумина се прашуваа дали гледката има врска со снимање филм или со вонземјани. Беше многу забавно, вели еден жител на Калифорнија. Пожарникарите од Лос Анџелес издадоа соопштение во кое појаснија дека станува збор за лансирање ракета. Денес имавме сончево време со мала облачност, дуваше слаб северен ветер. Утринската температура се движеше од -7 до 1, а дневната од 4 до 10 степени Целзиусови. Утре ќе имаме облачно време во северните делови на планините, проследено со повремен слаб снег. Утринските температури ќе се движат од -6 до 2, а дневните од 1 до 7 степени Целзиусови. Тоа беа содржините предвидени за денешните регионални вести.